Докторе, канцер на грло на матка. Колку е тоа опасно? Премногу. Кај нас во нашата држава се уште се работи за предрасуди од страна на женската популација и најчесто болеста ја откриваме во терминален стадиум. Се работи за асимптоматска, долгогодишна асимптоматска состојба и кога се јавуваат првите симптоми со појава на контактно крварење при сексуален однос, појава на болки, веќе се работи во најчесто со патохистолошка потврда за иноперабилен стадиум на болест. Тоа народски кажано е нешто што е веќе расширено, веќе е во фаза па во да. која што не може да се интервенира. Хирушки се ограничени можностите за интервенција, во тој случај се оди со хеморадијација, која е доста скапа и болна метода. И со мал процент на успешност. А каква е ова во суштина болест? Може ли превентивно да се делува? Може ли да се Истата може да се превенира. Се работи за примарна превенција со воведување на ХПВ вакцинацијата. Истата е воведена во редовниот програм за вакцинација и опфатени се женски деца со навршување на 12 годишна возраст. Втората доза во 2 дози се дава, значи со навршување на 12 годишната возраст кај женското дете се аплицира првата доза на оваа двовалентна ХПВ вакцина, а после 2 до 6 месеци, најкасно до 12 месеци, втората доза. Другиот тип на превенција покрај ХПВ вакцинацијата се секундарната, значи со здрав начин на живот, прекинување на пушењето е доста ризик фактор, употреба, пошто најчесто се работи и е во корелација појавата на оваа болест со високоризични типови на ХПВ инфекција. Потребно е да се престане со пушење, здрав начин, со сите тие лоши навики кои што го намалуваат имунитетот кај една жена. Употреба на заштитни средства при сексуални односи, се мисли на презервативи, значи безбеден секс, пошто последиците се големи, се работи за жена која што најчесто жени кои што немаат завршено репродуктивен период од својот живот. Значи во репродукција. Генерално, тоа би биле и пораките што сакате да ги упатите? Значи превенција, значи да се исфрлат сите табуа и сите негативно настроени пораки спрема вакцинацијата. Таа е најдобрата превенција. Тоа го покажало и нашето искуство во текот на нашата пракса. И редовно посетување на гинеколог, матичен гинеколог, кај што може да се направат гинеколошки прегледи со земање на пап тест, кој што е воедно и најевтина метода. Ви благодарам.